Поздрав до слушателите на ЕСИ Радио, вие сте со емисијата Шах со Љубиша Антоновски. За време на училишните празници, би рекол, односно училишниот распуст, решив дека оваа емисија да проанализираме две партии од богатата шаховска ризница. И тие две партии се на една иста тема, од една многу интересна варијанта во словенска одбрана, имено варијантата на Ботвиник. Мислам дека овие две впечатливи партии, би рекол, се во златниот фонд на шаховското искуство. Кои се авторите? Во првата партија ќе го видиме големиот руски шахист Лав Полугенски, кој што имаше одлични резултати, два пати шампион на Советскиот сојуз, но и учесник на мечевите на кандидатите постојан. Играше неколку меча, два со Виктор Корчној, играше против Мекинг, па играше и против Карпов. И воопшто едно големо име во шаховската историја, но особено познат по својата аналитична работа, по своите неисцрпни шаховски идеи, исто така со многу допадлив стил. Таа партија против велемајсторот Еухенио Торе од Филипините влегува во златниот фонд на шаховското искуство и во оваа исклучително остра и интересна варијанта ќе верувам дека ќе уживате во таа неверојатна трансформација на материјалот, во таа победа на духот над материјата. Значи, навистина една неверојатно оригинална идеја, каде што пешачкиот ланец е посилен од топ и каде што некогаш еден топ може да победи два топа во завршница, кога позицијата тоа го бара. А втората партија повторно ќе биде од еден шаховски волшебник, од големиот украински шахист, велемајсторот Василий Иванчук, роден 1969 година. Тој е еден од тие малкумина шахисти кои според своето творештво и според квалитетот на својата игра не станале светски шампиони, а имале капацитет да бидат тоа. И мене е многу жал за Иванчук што никогаш не успеа да стигне до титулата. Во таа партија исто така ќе видиме една фантастична идеја, една необична жртва на дама во празно, играна против еден друг голем шаховски уметник, против шахистот од Латвија, против Широв, Алексеј Широв, кој што е роден во Рига и кој што негова стил на игра, како и неговиот славен претходник, поранешниот светски шампион Михаил Тај. Широв е се уште активен и добро се представи на последните турнири, тој повторно се врати во клубот на оние шахисти кои што имаат 2700 рейтинг. Значи, како да доживува втора младост, иако на 50 годишна возраст веќе. И верувам дека и таа партија ќе го привлече вашето внимание, затоа што е необична, оригинална, необична, интересна и така најдов некоја заедничка нишка, некоја поврзаност на тие две партии. Се играше една иста варијанта, но со различна линија, но и двете мислам дека се исклучително интересни, возбудливи и затоа за оваа емисија, за овој коментар сакав да ги споделам тие две прекрасни партии со вас. Верувам дека ќе уживате. Од богатата ризница на шаховското наследство, денес ќе погледнеме две партии од една тема, едно отворење. Тоа е варијантата на Ботвиник во словенска одбрана, имено токму патриархот на советскиот или на рускиот шах Михаил Ботвиник. Имаше одлични резултати во оваа варијанта, една исклучително интересна, остра варијанта, која што и ден денес се игра, никогаш не била оборена и која што практично му дава на црниот многу добри практични шанси.
Првата од двете партии на оваа тема, значи ќе биде партијата играна 1981 година во Москва помеѓу рускиот велемајстор Лав Полугаевски и велемајсторот Еухенио Торе од Филипините. Лав Полугаевски со белите фигури D4, D5, C4, C6, конј F3, конј F6, конј C3, E6. Прв на овој начин се бранеше големиот маестро Акиба Рубинштейн, но овој потека ловец G5, кој што е прилично активен, значи меѓу другото, освен коњот Б на D7 со премин во Кембридж Спрингс варијантата, значи го дозволува и потекот DC4, исто така црниот често пати го игра потекот H6, така речената московска варијанта. Но DC4 е најострото продолжение и така игра Еухенио Торе во оваа партија. Следи E4, затоа белиот го даде пешакот за да напредува во центарот, B5, а црниот го држи тој пешак на C4. Не толку што го држи само пешакот, туку истовремено го ограничува белополниот ловец на белиот. E5, H6, ловец H4 и сега G5, се разбира. Конј зема на G5, H5, ловец G5, коњот е врзан, значи белиот привремено само жртвуваше фигура. Конј од Б на D7, EF6, ловец B7, G3, C5, D5. Сето тоа се помалку или повеќе очекувани потези во оваа исклучително остра варијанта, велам актуелна и до денешни дни, меѓутоа има толку многу нијанси и толку многу остри диви позиции, што денес, според зборовите на Гари Каспаров, најчесто обете страни избегнуваат да играат вака. Сега ова е таа критична позиција, најчест игран потек, тука е потекот дама B6, црниот подготвува голема рокада, брани на B5, индиректно го штити и ловецот на B7, но исто така други потези се и ловец H6 или конј F6. Додека во оваа партија, значи, Торе игра конј B6. Гледате сега, црниот многу пати нападна на D5, но белиот не обрнува внимание на тоа, туку едноставно зема на E6. D зема на E6. Дама зема на D1, топ зема на D1, ловец зема на H1. Белиот во овој миг има топ помалку, но тој продолжува со потегот E7. Го затвори ловецот тамо, сега сака да одигра конј B5 и дури и да го матира кралот на полетот C7. Значи A6 и сега одличен потек, значи најден во домашната лабораторија на Полугаевски, а тоа е потекот H4. Наместо да го земе ловецот на F8, тој има, значи, неверојатно оригинална, силна концепција и да видиме во што се состои замислата. Ловец H6 и сега F4. Всушност, белиот сака да го затвори црниот топ по F4. Црниот продолжува со B4. А белиот се разбира, не се разбира, туку така игра потек топ D6. Значи не отстапува назад, туку на напад одговара со напад. Значи, исклучителни потези во оваа партија. И сега црниот треба да се изјасни како понатаму, дали ќе го брани коњот или ќе го земе противничкиот. Доколку го земеше противничкиот конј, со Б зема на C3 би следело топ B6 и сега повторно црниот има два потези да земе на B2 или да играат C2. Ќе ги видиме двете можности. Ако играат C2, тогаш се разбира прво крал D2 и на крал D7 ловец
C4. И на ловец E4 топ зема на А6. И оваа неверојатна позиција каде што белиот има топ повеќе, црниот практично е безпомошен. Затоа што секојаш му виси над глава ловец Б5 и вадење дама. Гледате, многу интересна и многу оригинална позиција. А доколку наместо C2 земеше на B2, тогаш ловец зема на C4 и повторно понатаму и топ B5, повторно белиот игра со топ помалку како ништо да не се случило, но затоа таа фаланга од D7 до H4, значи него пушта топот и тоа има пресудно значење. Значи по топ D6, 19 потек, топ B8. Пологевски ќе каже дека ова сето го пронаучил во својата домашна лабораторија. Пологевски, исто како и носителот на варијантата Михаил Ботвинек, со огромна работоспособност, со одлични аналитички можности, значи успевал да најде вакви длабоки и многу силни концепции. По топ B8, сега коњот отстапува, коњ D1, ловец зема на G5 и сега FG5 се разбира. И црниот се брани на најдобар можен начин, тој го игра потегот коњ D5. Доколку појдеше со ловецот на D5, тогаш коњ E3 и на ловец E6, ловец G2. Свидеа ловец E6, ловец D7 и сега ловец E4. И понатаму коњ F5. На прв поглед не е јасно што и како е, но ако малку повеќе се задлабочиме во позицијата, ќе видиме дека заради тој топ на хаосу, значи белиот има одлични шанси на победа. Но Торе игра најсилно во оваа позиција, тој се брани со коњ D5 и по ловец D4 кој жртвува својот коњ на полето E7 за да се ослободи од тој бел страшен ланец пешачки, значи зема коњ зема на E7, F зема на E7, крал зема на E7, топ F6. Најдобриот потек, не топ A6, заради топ H8 и на топ F6 крал F8, туку веднаш го ангажира на F6, значи не зема неважен пешак. Сега белиот има квалитет помалку, има и пешак за тој квалитет и силна иницијатива. Топ F8 мора да брани и сега коњ E3. Коњот можеше и по друга маршрута да оди на F2 со темпо па на D3, но коњ E3 изгледа одлично, сака да скокне на F5, затоа ловец E4 и дури во овој миг топ зема на A6, кога коњот влезе во игра. Топ од B на D8 и сега повторно топ F6. Друго продолжение, освен топ F6, имаше белиот добра алтернатива во потегот H5 и на топ G8, G6. Па на FG6 да земе на G8 и по топ G8 белиот би имал пешак повеќе и би имал исто така многу добри шанси да го реализира тој пешак, да речеме по H6. Но топ F6, тоа е се во ред. Топ D6, се разбира дека замената би му олестила на црниот, затоа топ F4, сега топ D4, повторно најдобро, H5 и ловец D3. Коњ D5 шах, крал D6, топ зема на D4, C зема на D4. И се дојдеме до критичниот момент во оваа партија, тоа е 32-иот потек, каде што Пологевски прави грешка. Значи во критичната ситуација. Тој едноставно, значи во оваа позиција, требаше да земе на D3 и по крал D5 веднаш да појде со својот слободен пешак напред, H6. Сега црниот може да игра топ G8, топ H8. Ако одигра топ H8, тогаш крал F2 и на крал D6, крал F3, крал E7, крал G4, F6, крал H5. Тоа е начинот како белиот можеше и требаше да ја заврши оваа прекрасна концепција,
А другата варијанта беше на H6 да црниот да се обиде со топ G8, тогаш H7, да го одвлече топот и на топ H8 крал D2. Па на крал D6, крал C2, крал E7, крал B3, крал F8, крал B4, крал G7, крал C4. Мораше црниот да загуби многу време за да го контролира со крал слободниот пешак на противникот, но за тоа време белиот успеа да освои уште материјал и да победи. Но по потегот ловец Б3, кој на прв поглед е многу природен, црниот сега игра одлично. Повторно како впрочем што ја играше и целата партија многу достојно, иако се соочи со ваква силна концепција, со вака добра ингениозна игра, би рекол, од страна на својот противник, со таква подготовка практично. Значи со овој потек ловец Б3 и по одличниот потек ловец С2, партијата, ќе видиме, можеше да заврши и нерешено. Сега ловец С2, крал Д5 и повторно требаше белиот да појде H6, но тој ловец Б3 шах дава, крал Е5, Г4, на прв поглед се е во ред со белата позиција, значи тој има ловец на активна позиција, напаѓа на F7, кралот нема директен пријод и во овој миг практично Торе во цајтнот игра потек кој што раката сама го влече, затоа што нели оди со кралот кон слободните пешаци на противникот, но вистината се состоеше во неговата контраигра со потегот D3. Тоа беше потегот што Торе го испушти и на крал D2, крал D4. И сега белиот заради овој силен пешак на D3 и идејата топ E8, топ E2, значи белиот не би можел од таа контраигра, заради таа силна контраигра да освои повеќе од половина поен. Но срекниот момент беше само еден и Торе после крал F4, значи велам потек што раката сама го игра и G6 повторно доаѓа во загубена позиција. Гледате се на G пешакот, никој не му стои на патот, а контраиграта ќе задоцни. Крал E3 очајно се обидува, меѓутоа задоцни. Ако земеше на G6, FG6, HG6, топ E8 шах, крал D2, топ E7 и сега ловец F7 ја прекрива седмата линија и следи незадржливо G7, G8 дама, а пешакот е на D4 и црниот нема конструкција за контраигра. Затоа по G6, крал E3, G7, топ C8, сега белиот значи може да игра и H6, затоа што може да се покрие со ловецот на D1, а тој игра крал F1 и по D3 крал G2. Бега до патната зона, а на крал F4 последниот потек од оваа партија, тоа е потекот H6. Гледате, едно исклучително творечко остварување од страна на рускиот велемајстор, но и филипинскиот велемајстор Јохенио Торе достојно ја играше оваа партија и имаше во еден миг шанса да се спаси. Значи, ботвиникова варијанта во словенска одбрана. D4, D5, партијата играна во ВКЗ во 1996 година. D4, D5, C4, C6, конј C3, конј F6, конј F3, E6, ловец G5. D зема на C4, E4, B5, E5, H6, ловец H4, G5. Конј зема на G5, сега HG5, алтернатива на HG5 е и потегот конј D5, па по конј F7, дама H4. Со многу остра игра, но се смета дека белиот има подобри шанси, затоа HG5, потегот што го бира Широв, се смета за најдобар, ловец G5, конј BD7 и сега EF6. Ловец B7, G3, C5, D5. Значи, како во претходната партија до 13-тиот потек, но тука Широв го игра својот потек, умилен потек, дама B6. Така игра и ден денес. Ловец G2. Мислам дека сега токму на Гран При, кај што исто така многу добро се представи, имаше една интересна партија во оваа варијанта, заврши нерешено.
со некој силен противник беше. Значи по дама B6, ловец G2, голема рокада, мала рокада, B4. И сега коња 4 со напад на дамата, дама B5. Оваа табија, значи трае уште некој потек, сега белиот игра А3. Нему е важно да отвори што повеќе линии кон противничкиот крал. Е D5, А зема на B4, CB4. Од друга страна, има доста печати на дамското крило, што го пазат црниот крал, тука се и ловецот и коњот. И сега ловец Е3, ловецот доаѓа на друга диагонала, напаѓа на А7 и уште еднаш го контролира полето D4, а црниот продолжува со коњ C5. Алтернатива на коњ C5 е и потегот коњ E5, но се разбира оваа позиција е толку богата што може да веројатно да се игре и на уште некој начин. По коњ C5, дама G4 шах, топ D7. Крал B8 исто така е потек кој што е игран во турнирската пракса, на тоа може да следи дама D4 со напад на C5 и по коња 4 дама A7 шах и по крал C7 топ A4. Има партии на таа тема, но по топ D7 доаѓа оној фантастичен потек, неверојатна замисла на гениот од Лъвов, а тоа е потегот дама G7, гледате. Просто нестварен потек, белиот ја жртвува дамата и тоа во празно, не зема ниту пешак, просто оди со дамата на G7 и го напаѓа топот. Црниот мора да ја земе дамата, ловец G7, F зема на G7 и сега топ G8. Во што се состои замислата на Иванчо, ќе видиме за некој потек. Коњ зема на C5. Во овој миг белиот има само две лесни фигури за жртвуваната дама, но коњот го напаѓа топот, белиот напаѓа со топот на А7, значи брзо да го активира топот и да видиме како партијата ќе оди понатаму. Сега, тука црниот имаше повеќе можности, можеше да игра топ C7, можеше да игра F5, да земе на G7, ловец C6, но да видиме што ќе се случува по потегот D4, потегот што го бира велемајсторот од Рига, значи Алексеј Широв, слично како и неговиот славен претходник, поранешниот светски шампион Михаил Тај, е исто така шаховски волшебник, значи игра многу креативен, интересен остар шах. D4, ловец зема на B7, топ зема на B7, коње зема на B7. Сега две бели фигури висат, но ако го земе црниот коњот, тогаш ловецот ќе земе на D4, гледате тој пешак на G7 ќе остане жив, на A7 виси пешакот и, например, по крал B7 ловец зема на D4, A5, белиот ќе игра топ од F на E1. И практично играјќи без топ, тој притисок црниот не ќе може да го издржи, а од друга страна не може веднаш да го земе ловецот на E3, што многу би посакал заради коњ D6 со шах и напад на дамата, двоен удар. Затоа прво дама на B6 го брани пешакот на D4, а сега двете фигури висат, се разбира дека една од тие две фигури белиот ќе загуби. Само прашање е како. Сега, например, ако ловецот отстапеше на F4, например, тогаш крал B7 и на A6 топ од F на E1, но тоа веќе не е истата позиција. Тука белиот може би имал само минимална предност. Но Иванчук зема на D4. Гледате, дама D4, сега топ од F на D1. Сега повторно црниот има избор. Што да прави понатаму? Дали да земе на B2
или пак да влезе во топовска завршеница. Ако влезеше во топовска завршеница со потегот дама зема на d1, топ зема на d1, крал b7, тогаш белиот има темпо со овој потег топ d4, веднаш напаѓа, топ g7, топ c4, повторно напаѓа и на a5 топ f4. Па на крал b6 h4 и на крал b5 b3. Овој пешак на b3 стои одлично, вама има 3 на 1 и има одлични шанси оваа топовска завршница да ја добие. Иако има тука доста работа и треба доста прецизно да се игра. Од друга страна, ако го земеше пешакот со дамата на G7, тогаш би следвало топ на A7, си го брани и коњот, и на крал B8 топ од D на A1. И по, например, дама D4, повторно една чудесна геометрија, конј A5. Гледате, полетот C6 е многу битно. По дама C5 да даде шах со топот на B7 и по крал C8 топ зема на F7. И повторно таа активност на белите фигури, отсечениот крал на 8-миот ред, му дава на белиот одлични шанси за победа. Значи, во таа позиција, по топот F на D1, Широв зема и на B2. Неговите пешаци изгледаат застрашувачки на четвртиот ред, но ќе видиме дека динамиката ќе биде во полза на украинскиот велемајстор. Конј D6 шах, крал B8, сега топ од B на D1, и сега тука во овој миг по од двете страни добро играна партија, Широв исто така многу добро се бранеше, тука Широв греши. Тој зема со дамата на G7 и многу ја оддалечи својата дама. Подобри беа потезите дама D2 или дама C3. Дама G7 беше играна во партијата, сега топ B4 шах. Каде доди со кралот, тој појде на C7. Доколку одеше на A8, тогаш топ од B на A4 и по F6 конј B5. Гледате, ќе падне и тој на A7. И белиот продолжува со својот напад, но тој дојде на C7 и сега уште еден прекрасен потек топ A6. Многу е важно белиот да сочува координацијата на своите фигури, на своите три фигури. Така тој си го брани коњот, кој што одлично стои на D6, а кој што од друга страна му го дава полето B7 на белиот топ, што е многу важно. Сега црниот се обидува да парира по B линијата, топ B8, но сега топ A7 зема шах и на крал D6 топ B8. Сега двата топа ќе ја победат противничката дама. Белиот има сигурен крал, тука има 3 на 1, а овој C пешак се разбира дека ќе падне. На C3 веднаш следи топ C8 со идеја топот да на C7. Дама G4. Најголема шанса на црниот е ако успее некој вечер шах да најде, но тоа нема да биде случај. Топ D8 шах и по крал C6 сега прво топ A1. Да ја отстрани таа закана дама D1 и сега белиот повторно сака да игра топ C1 и понатаму да ги удвои топовите по целинијата, да го освои C пешакот и понатаму да го движи својот H пешак во дама. Значи, две одлични партии на една тема за едно отварање. Во словенска одбрана, така наречената Ботвинекова варијанта, значи носи заслуга заслужено по неговото име, затоа што тој е творецот на ова многу интересна варијанта, многу остра, многу возбудлива варијанта, која што им дава шанси на двете страни. Верувам дека уживавте и самите во овие возбудувања, овие високоуметнички дела, за кои што беа заслужени не само победниците на партиите, но и се разбира филипинскиот велемајстор Еухенио Торе, кој што фантастично се бранеше и имаше дури шанса да ја ревизира таа партија, откако Плугевски направи само една единствена грешка. Втората партија исто така Алексеј Широв покажа високо искуство во одбраната, но не можеше сепак да ги најде сите најточни потези во така
оригинална позиција, така необична позиција, но мора да му се признае и на гениалниот Василий Иванчук за неговата неверојатна шаховска фантазија, дарба и умешност како волшебник да владее со шаховските фигури. Тоа би било се за оваа емисија. Јас ви благодарам на вниманието, на трпението и го поканувам и понатаму да останете со нашата емисија, да останете со нас. Ние говориме за шахот, уживаме во шахот. Поздравам и бидете повторно со нас.